Син термин на мој термин. Ова го бараат гинеколозите за пациентите со гинеколошки карциноми, кои поради немање на термин за неопходните диагностички процедури, задоцнуваат во битката со ракот. Гинеколозите бараат болните од канцер да бидат најприоритетни во системот мој термин, со така наречена сина диагноза, и со тоа да им се олесни на пациентите во секое време да имаат можност за било каков преглед. Председателот на Македонското лекарско друштво, професор доктор Горан Димитров, вели дека раната диагностика е клучна за третманот, а болните, чекајќи термин за компјутер, пет-скен и мамографија, се повеќе ја губат надежта дека ќе преживеат. Името сина диагноза не дотакнува ништо од другите дејности и сето тоа, би можела да се нарече таа диагноза која што е лоша диагноза. Значи, тој пациент, не зборам само за жени, како гинеколог, има малигна диагноза. Со таа плава диагноза да тие да има термини кои што ќе бидат слободни, затоа што јас секојдневно се среќавам со проблеми за закажување и за диагностика, и за третман, и за накнадни контроли. Загрижува и тоа што после ковид пандемијата има зголемен број на болни од канцер, велат докторите. Професорот Глигор Туфовски вели дека потребни се итни промени во системот за да можат да се спасат поголем број на животи. Вие ако имате после 15 години 90% намалена стапка на цервикален карцином, и ако во Македонија, да кажеме, има 200 пациентки или 300 пациенти заболени, кои што се третираат и со поавансирани стадиуми и умираат околу 40 на годишна, вие теоретски сега ние ако направиме промена во нашиот систем, ние за 10-15 години ќе имаме само 4 пациентки што ќе умрат и ќе имаме 20 што ќе се разболат. Дека здравствениот систем е распаднат и дека пациентите немаат доверба во системот, алармираат и од Сдруженијето за помош и подршка на пациенти со гинеколошки заболувања. Оттаму апелираат до здравствените власти повеќе да се посветат за грижата на пациентите, но и на здравствените работници. Само на тој начин, според нив, би се вратила колку толку довербата кај граѓаните. Треба да се врати довербата во здравствениот систем, апсолутно, бидејќи нашиот здравствен систем буквално се распаѓа. Дали знаете колку има одлевање на медицински кадар? Значи, треба да бидеме благодарни и на докторите кои што се толку посветени и кои што работат, бидејќи ние немаме кадар, немаме медицински персонал, немаме специјалисти, се оди во странство. Дека мој термин не функционира, знае министерот Меджити. Тој пред неколку дена призна и дека постојат сомнежи, дека системот се злоупотребува, а за тоа собирал докази. Најави дека ќе има одговорност доколку се потврдат сомнежите.